А сега е време да му посакаме на денешниот гостин добро утро и на неговата домаќинка Слободанка. А нашиот денешен гостин е нашиот фармацевт, така ќе си го наречам, Михаел Минов. Добро ви утро и на двајцата. Добро утро. Колку што разбрав во пресрет на 8 март, денес ќе слушаме совети за женското здравје, но со оглед на тоа што мажите не можат без нас, веројатно е добро и тие да ги слушат овие совети. Без другите. Така, Све треба да биде избалансирано. Не знам, сега тоа е дискутабилно, да. Дали сте добро? Како сте секогаш? Одлично, благодарам на прашањето. Ти како си ми? Добро, нешто и мене ме фаќа малку да ви кажам, ама после тоа ќе го украдам малку гостинот да го прашам приватно за моето здравје. Дали ќе бидат и добри гледачите со оглед на тоа што секогаш ги интересира, дали ќе има подароци за нив? Секако дека ќе има. Одлична вест. Ние како компанија постојано ги почитуваме гледачите на Алфа телевизија. Поведете. Благодарам Искра, уште еднаш добро утро до тебе и добро утро до нашите гледачи, каде што да, ќе си разговараме со нашиот гостин, магистар фармацевт, кој милува да го именуваме и со аптекар. Јас сум основно аптекар, да. Аптекар, добро ни дојде и добро утро и драго ми е што ќе бидеш дел од нашата утринска програма, како што и најави Искра, ќе си разговараме ајде повеќе малку околу женското здравје и кои витамини ќе ни бидат најпотребни. Така, благодарам за поканата, Слободанка. Мене ми е чест секогаш кога ќе бидам во студиото на Алфа. Некако, ете... И наше. Да. Си се поврзавме веќе неколку години поред, делиме совети за пациентите, односно за граѓаните, за гледачите, сметајќи дека ќе го напредиме малце и општото здравје на сите. Јас морам тука да кажам дека сте навистина несебични, каде што доделуваме награди, поточно витамини за нашите гледачи, меѓутоа ни носите подароци и нам тука во телевизија. И јас за тоа многу ви благодарам, затоа што кога се минува времето, навистина витамините ни се многу потребни. Ајде сега ќе зборуваме за женското здравје. Михаел, кога доаѓаат жените, не мора да е со рецепт, не мора да се испратени еве да кажеме од доктор, меѓутоа ние сме си такви, мора да си признаеме дека секогаш нешто си наоѓаме некои проблематики. Така, дали сум во право? Многу повеќе прашања споредно со мажите. Споредно со мажите, тоа сакам да прашам. И искрено кажано од искуството, што го имам веќе 20 на години, барањето на информација е исклучително во најситни детали. Значи, жената како пациентка, односно како граѓанин во аптека, бара до толку најситни детали за конкретен производ, односно за решение за сопствената здравствена состојба, споредено со мажот, каде што, нели како пациент, оди све многу поедноставно. Тоа значи дека ние жените сме покомплицирани во тој поглед? Искрено, јас мислам дека жените сте посвесни за сопственото здравје. И сакате да ги имате сите информации и оние нели позитивните, односно како делува лекот, но и да имате информација и за несаканите ефекти, за интеракциите, дали смеам пред јадење, после јадење, смеам ли ова лекарство со сарма да го јадам или не смеам со сарма. Нели, тоа се како да кажам детални информации. Значи одговорот ќе биде посвесни сме, а не комплицирани, како што нели имаме етикета дека сме комплицирани жените. Добро. Михаел, еве кога доаѓаат жените во аптека, кај вас и се советуваат за било што и да е, ние знаеме кои се најпроблематични во женското тело, нели што чувствуваме и кое и што е она што ние сакаме да се грижиме за нашето здравје. Уринарни инфекции, проблем со полицистични јајници, еве да остеопорозата, менопаузата и така натаму. Еве, ајде да ги разграничиме. Кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат жените? Значи, која е онаа проблематика која што е на прво место? Слободанка, убаво спомнавте, се она што е типично женско, односно поразлично отколку кај мажите, и полицистичните јајници, меѓутоа тука веќе би ги ставил севкупно интимното здравје на жената, бидејќи се тука и вагиналната кандидијаза која што знае да се јави како несакан ефект при примена на антибиотици, кои што претходно се ординирани ради
респираторна инфекција. Па да дојде пациентката во аптека и да побара совет, бидејќи во пределот во интимниот предел чувствува пецкање, чешање, зацрвенетост, некоја невообичаена. Дали често се случуваат овие вагинални, искрено кажано, многу често. Значи, од причини, дали само антибиотикот, меѓутоа и добро знаеме од која друга причина, меѓутоа и од антибиотикот исто се случуваат токму вакви нешта. Што е она да тука подвлечеме и дадеме одговор на жените? Значи, превенцијата, кога се пие антибиотикот, веднаш треба и пробиотик да се... Веднаш треба и пробиотик, меѓутоа тоа е од аспект на дигестивниот систем на цревата, бидејќи антибиотиците во најголем процент даваат пореметување на дигестивната флора. Така. Млечно-киселинските бактерии, кои што нормално живеат во нашите црева и доаѓаат до втечнување на столицата, односно кај 80% од антибиотиците ќе се јави редовно и диареја. Меѓутоа, кај жените дополнително ќе разбукне и локална... Токму ова инфекција која споменуваме. Инфекција секундарна со кандида албиканс, која што самата жена, како што го прима антибиотикот, треба да прима и пробиотик преку уста за својот дигестивен систем. Значи, тоа никако не сме да се заборави. Локално, вагиналета, која што содржи пробиотски култури и мој предлог е секогаш и хијалуронска киселина. Комбинацијата пробиотици со хијалуронска киселина ќе ја обложи слузокожата, интравагинално, значи внатре во вагината, и нема да дозволи разбукнување на кандидата, нити па некакви други проблеми да настанат последователно. Кои се оние методи, да кажам, или принципи за да го зачуваме женското здравје кога сме кај вагиналните инфекции? Што е она што еднаш месечно треба да го практикуваат жените, со оглед на тоа дека знам дека во Еврофарм имате многу да понудите и нешто што го имате и на природна база? Што би било тоа? Слободанка, секој од нас е различен. Секој од нас треба да си го спознае собствениот организам. Кај некого еднаш месечно, кај некого на 2 месеци, меѓутоа секој од нас мора, ајде да кажам, да се запознае првенствено сам себе и потоа да отиде на матичен доктор, ако има потреба ќе биде препратен и на специјалист, или да дојде во аптека како најдостапна здравствена установа да побара соодветен совет за собственото здравје. Да, еднаш месечно треба да си направиме еден само преглед, првенствено гледано на кожата. Дали нешто ни се променило? Нели, ние кои што сме над 40 години, организмот и старее. Кај тинеџерите веќе ќе се појавуваат и акните. Секоја доба од животот... Предпоставувам дека девојчињата подраматично ги доживуваат акните од момчињата. Напротив, машките. Машките сега? Да, машките. Се менуваат премињата. Искрено мислам дека од секогаш машките по-драматично реагирале на акните, споредено со девојчињата, бидејќи девојчињата никогаш не им било проблем хигиената, значи чистењето на кожата наутро навечер и употреба, односно аплицирање на соодветни лосиони, креми, гелови кои што ќе делуваат антиакне. Кај машките, например, кај момците е многу поразлично тоа, бидејќи искрено кажано и психолошки акните влијат многу кај машките, бидејќи ниту едно девојче нема да сака таков момак до себе, кој што е, нели, и веднаш превенција се бара. Јас мислам дека тука е време да ги повикаме еве и гледачите, каде што ќе им доделиме преубави витамини, С плюс D3 имаме тука, и за кои витамини не знам сега во моментот, таму напред ќе видам сега. Значи, го имаме и цинкот, го имаме и мелатонинот, повторно и цинкот, и CD3 комбинацијата која што е наменета за лижење, односно за џвакање. За џвакање, да. Витамини, очекуваме 20 гледачи да ни се јават во програма, да ги доделиме овие навистина од Джемисон се прекрасни витамините, со оглед на тоа дека и самата си ги користам, па можам слободно тоа да го кажам и да ги препорачам за било кој да е витамин. Меѓутоа, кога се работи, сега зборуваме нели малку повеќе за жената, исто така, ајде малку за колагенот, за хијалуронот, за употребата на кремите. Како ќе ги посоветуваме жените, со оглед на тоа дека јас би сакала, еве, во ова време, повозрасните сепак не следат, или плюс 30 да кажеме, плюс 40, како и да е, малку нешто и за
за убавината на жената и што да употребуваме, но да вклучиме гледач. Добро ви утро! Добро утро, убав ден. И исто и вам ви посакувам убав ден. Како сме? Добри сме со вашата телевизија. А се што кажа вашиот гостин е вистина, ние што сме во години, стварно ни треба посебна нега. Така е. И посебни витамини. Добре дојдени ни се овие совети, не ли во утринските часови? Да, многу ни се добро дојдени и стварно треба да ги пременуваме за нашата кожа. Ке ви доделиме витамини, вие имате C плюс D3 заедно со цинк и ова се таблетки мелатонин. Таблети мелатонин кои што помагаат да заспие организмот навечер и да се одржи еден квалитетен сон. Одлично. Знаете, нели како старееме, нивото на стрес ни се зголемува. Односно, нашиот прак на толеранција кон нервозите се намалува, така да нешто што пред 20 години воопшто не би не изнервирало, денес веќе едноставно ќе ни извади од такт. Ќе ни извади од такт, така е, Ама тоа е све поврзано и со циркадијалниот ритам, така да квалитетниот сон всушност ќе му пружи на организмот утредента, добра антистрес, подобро функционирање. Да. Подобро антистрес функционирање. Одиме со огледач, уште еден ке вклучиме. Да, беше дама првата, еве среќен 8 март предвреме, но како е да е, тоа се подароци за вас токму за празникот од Eurofarm, се разбира со задоволство секогаш за вас. Добро утро. Добро утро, Слободанка, до тебе, а посебно добро утро до фармацевтот. Добро ви утро и вам, еве и вам ке ви поделиме витамини, ке ви бидат добре дојдени, но мислам дека вие оваа недела вака се собравте подароци за 8 март. Извини, Слободанка, ако може тоа за стрес, и сакам да го прашам господинот, ако може. Слободно? Јас би сакала да ве прашам, пошто пијам многу лекарства, 14 лекарства дневно пријам, па више и ги заборавам кој кога примам. Имам Паркинсова болест. Знаете како е Паркинсова болест? По време на ќе ти даде волја за живот, па после те уништува. И зашто се укина во апотеките? Апотекарката поради пишуваше на секој лек кој е този патент да го прие, дали се го кажате и во разговорот пред јадење или после јадење. Затоа што има лекови кои што се паѓаат едни со други. Сум го право или не? Така е, добро. Ви благодарам, но да не го злоупотребуваме сега. Просторот, гостинот ни е дојден за сосем нешто друга тема. Ке ве замолам, како наш редовен гледач. Еве ке ви доделиме едно пакетче витамин, со оглед на тоа дека вие оваа недела многу подароци собравте. Јас би сакала да отстапам простор на уште еден гледач, да му доделиме од витамините, за да исто така биде радосен и среќен. Одговорете накратко, па да продолжиме со она што сме на темата. Ние како аптекари, како фармацевти сме обврзани при издавањето на лекот секогаш да дадеме совет за правилна употреба на лекот. Дали ќе биде пред јадење, после јадење, еднаш дневно, 2 пати, 5 пати во текот на денот, а тоа е све согласно рецептот кој што е издаден од страна на лекарот. Така, да се практикува и да се... Најчесто и означуваме дополнително на амбалажата на картонската кутија на лекарството, меѓутоа во случај кога колешката ќе ве праша дали лекот го примате прв пат, кога ќе кажете дека со години го пиете, сигурно ви има прашано дали знаете како се применува овој лек. Така, ајде сега за хијалуронот, за колагенот, кога треба да го потребуваме. На сите ни треба и хијалурон и колаген. И на каков начин, колку пати дневно и така. Значи, они се и хијалуронот и колагенот спаѓаат во групата на протеински молекули и всушност го надополнуваат оној колаген и хијалурон кој што самиот организам си го создава во текот на животот, а над 40-та година почнува едноставно помалку да се синтетизира. Така да му треба една поддршка на организмот и од аспект на колаген, меѓутоа колагенот е протеинска молекула која што е исклучително битна за кожата, за косата, за ноктите. Ќе даде една убавина, една блиставост и на кожата, тенот ќе се разубави, косата ќе стане побујна, но колагенот е подеднакво битен и за рскавиците. Колагенот е битен за мускулите, колагенот е битен за нервните клетки. Значи, севкупно за организмот. Но ги имаме повеќе видови на колаген или кога ги внесуваме. Само што го гледаме од надвор, него и од внатре. Так. Точно, постојат неколку вида на колаген, постојат колагени кои што се добиваат од
За разубавување. Животинско потекло, колагени кои што се добиваат од рибно потекло, различни се зависно. Знаете, нијанси се во разлика. Меѓутоа сите не се добре дојдени. Сите се добре дојдени. Да, јас препорачувам употреба и на колаген, меѓутоа и на препарати со хиалуронска киселина. Се надевам дека ќе ни се јави што еден гледач за да му доделиме витамини, со оглед да имаме. Ајде да доделиме подароци за оние за кои што не сме им подариле оваа недела. Добро ви утро. Ало, добро утро, Слободанка. Добро утро. Евите Фимка, најшто ќе поздрав до тебе и прво до Гостино. Благодарам. Најшто ќе го прашат, дали ние што сме на 80 години, па малце да не подмладо, така нешто да ми даде. Па еве, слушате, колагенот е број 1, така, за Колагенот внесување. и за оваа зрела доба од 80 години, воколку немате проблем со спиењето, мелатонинот ви е одлична препорака за добар и квалитетен сон. Знам дека јас имам 46 години. Еве витамините ќе бидат добре дојдени за меѓутоа како стариот возраст. човек, така и се скратува времето на спиење. спиењето. Не е 8 часа, него возрастните так по 2-3 часа па ќе се разбудат. Сакам да Па кажам, затоа ние сонот е стануваме за нив, така ли неквалитетен. е, Искра? Први сме во утринската програма со Добро утро, токму за раноботниците и знаеме кој не следи во тие рани утрински часови. И еве им доделивме подароци, дали имаме, не знам, уште некоја минутка време да искористиме за некој совет. Толку сме. Да, многу Добро. брзо ни минува времето, меѓутоа добро е, го истакнавме она што е многу важно за женското здравје и кои се најважните витамини. Значи, повторно ќе кажам, секој од нас е одговорен пред самиот себе, жените мораат сами да си внимаваат на сите промени кои што се случуваат. Постојат бројни диагнози кои што можат самите да ги откријат. Телото се менува како старееме, меѓутоа ние сме тие кои што треба да препознаеме такви знаци дека имаме промена на организмот. На организмот. Многу благодарам и се гледаме повторно. Тука сме. Со оглед на тоа дека гледачите се многу заинтересирани, следниот пат со јавување од гледачите и прашања, цела емисија, да. Многу благодарам, секој добро и добро Со здравје. тоа што и ние вработените ќе смееме да се јавиме, така да прашаме нешто. Да прашате од режија. Ве очекуваме повторно. Благодарам, Искра.